Со повиците "Нема правда, нема мир, не ве амнестираме" и "Оставка", граѓански издруженија од Кочани се придружија на протестите во државата против одлуката на председателот Иванов за аболиција. Своето незадоволство тие го изразија со марш по улиците на градот, при што им се придружија и граѓани кои им даваат поддршка на нивните барања. На крајот, граѓаните кои протестираа организираа собир пред паркингот на трговскиот центар, каде зборуваа неколкумина активисти кои ја пренесоа пораката зошто го организираат протестот и кои се барањата од него. Се сме тука за да го изразиме нашето незадоволство од досегашното владење на власта и при тоа да побараме публикување на одлуката за аболиција на досегашните криминалци кои што даде председателот Ѓорѓе Иванов и со така да побараме негова оставка. Како и сметаме дека не се созрели условите за одржување на фер и демократски избори. Ние даваме целосна поддршка на специјалното јавно обвинителство, ги охрабруваме да се решат уште по-храбро и уште по-решително да спроведат правдата во Република на Македонија, затоа што правдата е спора, но таа сепак секогаш доаѓа. Организаторите на протестот најавија дека ќе продолжат со собирите, бидејќи имале најава за уште поголем одзив од граѓаните. Во исто време, на градскиот плоштад во Кочани, засебен протест организираше граѓанското движење за одбрана на Македонија, на кој пред граѓаните зборуваа неговите членови Александар Даштевски и Александар Пандов. Да испратиме јасна порака до и македонската и меѓународната јавност дека македонскиот народ му е јасна политичката криза, свесен е кој има предизвикано таа политичка криза и уште најважното, а тоа е дека единствен излез од оваа политичка криза е избори на 5 јуни. Од тука, затоа што гледаме дека кај Зоран Заев и кај СДСМ постои расположение да не излегуваат на избори, ние сакаме јасна порака да испратиме и до него, конечно, да види дека македонскиот народ му е дојдено преку глава и дека сака оваа политичка криза да ја расчисти со избори на 5 јуни. Иако двата собири се организираа истовремено, но на различни локации, тие поминаа во мирна атмосфера и без инциденти.